Што ви инспирира да создавате музика? Како што инспирира? Нови инструменти, средината во која живеам, пред се македонската музика и ми се чини највише нормално жена ми, децата мои, воопшто убавите нешто што се во Македонија, мислам дека те инспирират, мислам тоа е основна, како да кажам, храна за нас уметниците, преку која ми добиваме инспирации и се она што го чувствуваме го пренесуваме преку музика. За жал, уметниците не се многу гласноговорници, меѓутоа се што има да кажат повеќе се концентрирани на тоа да го кажат преку музика и ако не допре тоа до младите во душата, тоа значи дека не сме успеале да им кажеме тоа што е музика во Македонија. Слушајќи вашата реторика за Македонија, се добива впечаток дека многу повеќе ја сакате оваа земја отколку земјата на вашите предци, од каде што ви нормално. Тоа е вистина, бидејќи затоа што сум 4 генерации овде и не можам другачије да се чувствувам. Човек кој се роѓа во едно вакво место, гените му кажуваат дека тоа е тоа, кај што сте родени, тоа слушате, тоа го презентирате, тоа сте. Значи, да ви кажам нешто, еден македонец кој ќе се роди у Америка, он како се чувствува? Разбирате како се? Он се чувствува амерички. Меѓутоа, може гените му се од таму сето тоа. Меѓутоа, он само совршено нема никакви заеднички точки со тоа. За жал, мислам, тоа е вистината. Значи, таму кај што живееш, тоа си. Одиме да ги видиме сега фотографиите и наградите. Да, нема проблем, повелете. Ноти и ритам. Чиста емоција во музичка хармонија. Повеќе од 45 години на Македонија и на публиката во светот и дарува Гарабет Тавитјан. Предизвикан од нашата љубопитност, тој ни го отвори својот свет. Ни го откри изворот на неговата огромна енергија и значењето на светото тројство, без кое човекот е ништо. Семејството, татковината и уметноста. Роден 53-та во Скопје, на 12 годишна возраст ја открива страста кон тапаните. Во 76-та започнува неговото патешествие со најпознатиот македонски рок бенд Леб и Сол, со кој постигнува вртоглав успех. Во 90-та ја основа групата Парамециум. Овде сум роден во Скопје 1955 година. Иначе моите се овдека исто така родени, татко ми, мајка ми не. А дедо ми е дојден овдека 1899 година. Така да беше он познат лекар, така да мислам дека сето тоа датира од тогаш. Значи, ние сме овдека дедо ми, татко ми, јас и моите деца, значи 4 генерации сме во Скопје. Староседовци, така може да речем, стари Скопје. Јас живеев во едно еврејско мало, кај што ствари беше центар на културата на Скопје. Дошол викам центар, бидејќи тука беше театарот. Тука живеа Петре Приличко, Личиновски, Мартиновски, сите значи уметници, да речем од пејачи, Зоран Ѓорѓиев, ми се чини Мајо Џаклиевска тука беше. Па беа глумциве, Тодорче, па да речеме уште многу низ други уметници кои се знаат и не се знаат. Во секој случај една уметничко мало во кое јас израснав и сметам дека еврејското мало е толку, да не речем, плодно или јако, што ете произвева тука Игор Џамбазов, јас и така натака тие помладите. Јас у тоа наше мало еврејско морам да го познам тој цел филм, бидејќи јас како мал почувствував една голема потреба за музика. Ја бев прво гитарист, бидејќи тоа време, као сега се сеќам, беа Битлз и Ролинг Стоунс и Шедлс и па дури нашиве, нели, мора да ги споменеме, значи, една шпанска група која чудо невидено у Македонија има шпанска група, нели, Магнифико и така натака.
И тогаш гитарите беа многу модерни, тоа секој сакал да свири гитара, меѓутоа јас, за така се случи ненадено да една група во која свирев, таа се викаше Пламени, значи кои членовите беа Чаче, Чаве, Пеце и јас, и Столе, така да сето тоа, мислам, беа моите први кораци каде што ја почнав да свирам, почнав да на таа една игранка се некако приклучив кон сето тоа што се случуваше, почнав да свирам на игранки со групата Пламени, па онда беа други групи и така натаму. Значи, у секој случај тоа мало, мене многу ми значи, бидејќи јас како мал, како да ви кажам, целото моје детство го поминав така да кажам, пошто ја живеев поред Вардар, значи на Вардар, баш на Вардар, значи тоа беше покрај Вардар, значи игравме фудбал, разни други детски игри, така натака, а пресудно беше тоа што свиревме. И така да тој наш малски бенд кој се викаше Пламени, ми беше како една оскошна даска за сето ова сега што правам. Тапаните, знаете што, ја преска после, че ти реков дека јас сум бил гитариста прво, па после тоа тапани. Во мене имаше нека неверојатна енергија преку која јас сум сакал да се изразам и мислам дека можеби тапаните се за мене најадекватен инструмент преку кој ја сето тоа што сум сакал да го кажам, сум го кажал. И преку него сум се експонирал и сметам дека и тапанот е еден од најтешките инструменти преку кои можете да кажете многу работи, а сепак мислам дека е една основа за секоја музика, без ритмиката не може ништо да се деси. За жал јас у почетокот моравме ние да скидаме од радија разни Луксембург, вамо тамо слушавме радиостаници и така натака. Пред тоа имавме допир со танцовиот оркестар, со други оркестри светски, Мантовани, да не речем и така натака. Тоа беа актуелни Бал на води и така натака. Естер Вилијамс, као сега се сеќам, сум го гледал неколку пати. Тоа се тие моменти преку кои ние сме имали некаков допир со светот. И тоа се јас па почнав да свирам ги посочив Шедлси, Битлси и така натака. Меѓутоа, у тоа време постоја групи кои свиреа пред нас. Значи, ја би споменал Шпато, па можам да го споменам, значи, Бата Владен, изврстен бубњар од Редевскиот оркестар. Исто така ми бил исто Масевски, кој бил исто така одличен бубњар и така натака. Тоа се основно полудници на музиката, значи композитори биле и Џамбазов, Бранџолица и како се да ви кажем, и останати луѓе кои се нека не ми замерат, кои сите мислам само допринеле за музиката во Македонија, меѓутоа ние главно слушавме, значи Битлси, Шедлси, Ролинг Стоунси
u тоа време се појави нормално Елвис Присли, од секого видна музика. Значи, сме имале голем спектар, широк спектар за разбирање на каква музика требаш да слушаш, да не слушаш, мислам, зашто ние све што сме слушале, тоа било, сакали или не, едино нешто што може да го чуеш. Значи, не си можел да бираш, да речеме, баш сакам да слушам сега, да речеме, джез или некој рок или не знам што. Сето тоа било селективно на радио пуштано, че од сите жанрови имаше и сето тоа ние го слушавме. Јас учев од тие луѓе, значи, па и некој генетски код. Мојот татко беше одлично свиреше усна хармоника, чичко ми беше виолинист, тетка ми беше корепетитор во балетска школа, така да потекнуваме од едно музичко семејство, кое на некој начин, ете и кај мене генетски се пренело и јас го до ден денеска тоа го правам. Значи, тоа е тоа од кај што сум учил јас. Значи, сите групи македонски, значи, јас сум еден од основоположниците на музиката во Македонија од 65-та па до сега. Така да постоја групи Вихори, Пламени, значи рековме Вихори, Безимени, Бизбез, Република 903-та, па тогаш со господинот Мики Пецковски, кој оформивме група која се викаше Брек. Така да од тука после таа група се деси како се вика Леби Сол. Значи се си имало тоа некој свој скалило и сметам дека тоа е усвари кулминацијата на сето тоа претходно што го правиле. Значи не е Леби Сол група која прва ги работеше македонските ритми или македонските песни преработени во еден рок или поп. Едноставно дојде времето кога тоа кулминираше со групата Леби Сол, преку која Леби Сол како една група во експанзија си го даде својот дел и мислам дека го обележи тоа фантастично со победа на Опатија и така натаму. Понатака све знаел, значи дека сето тоа идеше по некоја нагорна линија, каде што кулминацијата беше тоа што Леби Сол стана една врвна група македонска која представуваше Македонија целосно. Во секој, како да кажем, стана бренд еден огромен, во кој, мислам, до ден денеска не успеал некој тоа да го направи повеќе од нив. Во почетокот се пробивавме така што како да ви кажам, свиревме со познати групи, значи предгрупи беа. Речеме, да издвојам две-три случаи, као да речеме концертот на Хајдучка чешмика со Бело дугме. Тоа беше оскочна даска, пред тоа на Опатија победивме со Абердо Донке. Па тогаш свиревме разни други концерти со други групи. Мислам, тоа беа тоа време рок фестивали каде што секој бенд што имал да каже и публиката да чуеше дали ова добро или не. Ние сме имале среќа и мислам бевме сите одлични музичари да првпат у историја македонската музика народна е преработена на еден врвен начин преку кој они тоа го примија. Значи многу беше важно да како ќе го сервирате тој македонски мелос, бидејќи он исконски е прејак и така натака, меѓутоа да го ставите во една форма на рок, джез, тоа баш доста е деликатно и така да
Не зашо, ја би рекол дека некоја формула немавме ние, меѓутоа тоа само од себе произлегуваше тој стил, значи ми се чини 4 души кои ќе влезат во еден састав и почнат да размислуват. Да не речам како ви дојде, туку едноставно тоа беше спој на 4 тела со една мисла. Баш така, 4 души со една мисла. И така, тоа е толку спонтано да тоа не би можел да го објаснам ја, да ви кажам музички, бидејќи една иста песна која сме ја вежбале, била многу различито снимена на албумот. И можда сме биле едини бенд во цела Југославија кај што кога сме правиле било која песма, таа се правила моментално. Значи, у самото студио, пред снимање добиваш инспирација, ако си инспириран, импровизираш, правиш, мислам да справиш стварта, значи ќе направиме 2-3, да кажеме, да речеме 2-3 концепта и онда сето тоа кој највише ни се свиѓа, тоа го земаме и го ставаме. А ние сме биле познати како нас не вика музички фајтери, кои фактички кога ќе седнат на бина, тогаш кажува све што имат. Дури песните се многу побави него што сме ги снимале на албум. Бело думе се случи 81 година, така да тоа беше една многу интересна турнеја по Бугарија 3 месеци и 1 месец во Хрватска. Јас сум презадоволен од таа турнеја, бидејќи едноставно првпат ми се случува да свирам со една мега група во која само стадиони беа пуни, со нив мислам дека стадионите беа препуни, кај свиревме из цела Бугарија и Хрватска. И тоа е само голем изазов, многу голем предизвик кој човек себе ќе се најде така на толку публика, се интерсвирите и сето тоа. Јас знам дека носев огромна гарнитура на бубњеви. Тоа беше толку интересно у тоа време да се чудело јато што све имам на бина. Така да ми се чини дека ако некоја кулминација сум имал у животот, тоа е било тогаш. Кога сум свирал со нив, една најјака група во цела Југославија, да свирите на турнеја, тоа беше голем предизвик. Горан Бреговиќ, Желјко Бебек, мислам тогаш свиреа, Владо Правдич и Реđić беше на бас. Така да мислам, таа е одлична една екипа во која јас давав максимум од себе и они исто така да мислам дека сето тоа беше за мене голем предизвик и често што свире со една така многу јака група. Крај бадарот седиш, мој бело платно белиш, бело платно белиш, душо се нагоре гледаш. Имавме една друга група која се викаше Излез, кај што свиревме еден дел од Леди Шоу заедно, значи Коки беше со нас, гитариста беше Аријан Дема, од танчевиот оркестар имаше дувачи, значи двојца, тројца, бас свиреше Маротов и така натака, една компилација одлична. И ние тука почнавме и дадовме максимум и каде што бевме на патија и победивме. Исто како Лебицов. Ама за жал не се случи она што се случи со Лебицов заради тоа што ние бевме пренагласени џезерски, потешка музика свиревме и така натака. Значи не беше толку комерцијална, а тоа се бара во Југославија. И така да мислам, после тоа предовме во Параметриум, каде што исто така со години работевме, свиревме исто така джез, рок, музика примета со фолклор нормално и преработувавме на еден врен начин народните песни и сметам дека сум, како да ви кажам, ние бевме едукатори. У групата доаѓа разни музичари кои од нас учеа и ние ги оспособувавме да свират и у други групи и сето тоа, значи да влезат во еден филм во кој
Normalno, ako svidiš u Parameću, posle nemaš problem da svidiš u bilo koja druga grupa. Ili mi je važno za band koji ekstremno svira i tako. Значи, ние мораме да се надпреваруваме со оно што се случува у светот. Кај нас нема да поминат нити цеци, тоа сум сигурен, нити ќе поминат тие нови стилови, да речем сега техно, мехно и така натака, рапој, мапој. Тоа е све во сврха на една забава во која се изманипулира рајата, во која они, може би тој лошиот или добриот живот го кажуват, меѓутоа сметам во една средина кај што царуват неправилни ритми, кај што е богато превише со музика, тешко ќе може да го освојат пазар. Тоа сум сигурен. Не знам, може да фрлат милиони колку се сакат. Кодот на македонецот, на македонскиот чип, многу тешко ќе го прими тоа. Може да го прими како една модерна фраза, која брзо ќе нестане, а основата на македонската ритмика, народно и сето тоа ќе остане. Македонското срце што чука во 7 осмини е ништо друго него македонскиот народ, македонската музика и македонската култура. Јас тоа, значи тие света тројца, значи јас работам. Така ја размислам, значи Македонија, македонска музика и македонец. Тие света тројца беа основниот мотив зашто ние направивме тоа сето тоа. Претходно изложив дека колку имаме песни сето тоа. Меѓутоа, најважно нешто што мислам дека секој млад човек треба да знае, сето тоа што се случуваше, идејата беше да пеачите кои беа на југ простори најбољи, значи кои се смета за врвни пеати, кои едноставно, како да ви кажам, за мојата генерација значеше се, јас успеав да на некој начин им образложам само еден факт, да ги прашам. Што ви значи вас македонската музика? Они преку песната кажа се што значи. Значи секој вложи свој максимум, вложи една голема енергија, една голема љубов према македонската музика и што е најважно за нив е тоа еден репер, за нив е тоа нешто многу врвно и како да ви кажам, они го доживуваат тоа, знаете што, они се шите од некој, да речем, парни ритми, за разлика кај нас дека се непарни. Значи, да пееш македонска музика, тоа е како еден престиж, знаеш. И во секој случај, еве и со Јосипа и со еве Харимата Хари и со Бебек, еве можам да посеќам Тереза Кесовија рече следното. Знаете што, кога мене ќе ми дојдат гости, пошто она од Дубровник, вика јас, верујте, не пеам нити хрватска песна, нити да речеме од малвантинскиве песни,
исклучиво пеам македонска песма и тоа оваа Калеш Бреанџо, вика Гаро, вика, тоа јас кој ќе им го отпеам, луѓето се воодушевени од сето тоа што ќе го чујат, бидејќи ние као уметници знаеме што значи македонска музика, колку е вредна и сето тоа. Едноставно, веројатно дека сето тоа си има еден свој пиедестал, ставивме македонската музика на пиедестал и сето тоа понатака што се случуваше спонтано, ние некевме се да правиме не знам какви реклами, заради тоа што самата музика е најголема реклама, мислам, за Македонија. Ја мислам дека овие сите пејачи што отпеа и сега да ги викнам, они ќе дојдат, ќе отпеат и не само што ќе отпеат, него од душа. И јас сакам заедно со Гаро и Дики, пошто они се за мене примерни во сите овие проекти кои ги правиме, поготово овој проект, едноставно да имат они на своје видување, свој начин на аранжмани преку кој младите ќе почувствуваат, мислам, вредноста на македонската музика, вредноста на тие аранжмани и сето тоа, значи, за да се склопи во едно нешто цело да биде. А можам да ви кажам, Дики и Гаро, како тацко може да кажам дека се едни виртуози извънредни, се вака да ги фалам, кои едноставно пак ќе се вратиме на истата приказка. Господ, значи, што дал, тоа се дешава, генетски код функционира, значи работата и сето тоа самоставени, значи самостојни музичари, уметници кои и текако, мислам, онаму кај што застана, да кажеме, Лебислав и јас, они продолжија понатака, ја мислам дека едини бренд у Македонија се сега они. Правиме школа во Охрид, не у Скопје, во Охрид, заради тоа што тоа би трајало некако месец дена и тамо би учеле македонските ритми, тамо би се дешавало нешто што се дешава и у Рио де Жанеиро и седек. Значи, моите замисли сум ги ставил у една голема форма, тоа сакам да кажам така папири толку, каде што се тоа треба да се случува тамо, значи еве да дам дело тоа, ја би земав 365 тапанари. Сигурно, да не речам сигурно, сигурно 10.000 учесници би биле. Тоа малце вака звучи грандиозно, али тоа и сакам да се случи, за да му даеме значај на тој македонски ритм како било. Да мислите, у Рио де Жанеиро се слушуват 4/4 слушат, еден 4/4 такт. А кај нас би се слушале и 7/8, и 9/8 и така натака, што сматрам дека тие неправилни ритми би дошле до изражај и на некој начин би го обележиле како единствено нешто во светот што се случува.
Низ децениите Гаро се потврди како супериорен инструменталист, кој оствари професионална соработка со најреномирани музичари од светот. Како композитор и мултиинструменталист, неговата музика се базира на трансформирани фолк мотиви, автентични ритми и импровизации. Гарабет Тавитјан, еден од најпочитуваните музички амбасадори и маестро на тапаните, ги има привилегијата и статусот да биде наречен легенда на Македонија, на Балканот и пошироко. Силата на Гаро не доаѓа единствено од работата и вложениот труд, туку и од љубовта кон луѓето, несебичното себе давање на другите и посветеноста на вистинските вредности во животот. Ali neostvarena želba mi je da napravim muzika za jedan golem revijski orkestar, to je simfonijski orkestar, u koji содржината би била, значи основата би била македонски фолклор и некои мои песни би ги преработил и тоа би било, да речеме, едночасовен концерт, не повеќе. И сметам дека тоа би било као рапсодија, некоја, као балет, као не знам што, значи разни стилови би биле у неа, зашто викам балет, зашто би сакали додека се свири има и балет и сето тоа. Мада ја еден балет направив, али не го реализирав, сметам дека сега можеби музиката е готова, сето тоа и сето тоа што ќе се направи на македонски мелоси. И многу интересно да ви кажам, со тоа што тоа ако би го направил чисто заради мојот татко. Бидејќи се гради веќе театарот, бидејќи се гради филхармонијата и сето тоа, јас и сепак имам надеж дека можеби една од тие два простора, ово дело што ќе го направам, ќе биде изведено. Мислам, тоа ми е мене една животна цел, каде што едноставно и желбата на татко ми и мојата желба, некако, тоа би ме, најбогат човек на светот, веруjem, да ти кажам. Мислам, ја не сум човек материалиста, меѓутоа, ова ме одзима и така натака. А можам еден дел да ви отсвирам, да го чуете како е, бидејќи тоа е она што мислам дека краток дел ќе отсвирам, па ќе видите за што се работи.